Воспитувањето и образованието се едни од најважните компоненти за напредување на човековата личност, како во процесот на работа, така и во околината во која што живее. Од тука и потребата во секој општествен систем на земјината топка да се овозможуваат најосновните услови за нивна примена во практиката. Во нашата земја на тој план се прават големи напори. Речи се нема разлика на воспитанието на учениците и студентите меѓу македонците и другите етнички заедници што живеат на територијата на Република Македонија. Сите ги имаат сите права на целосно воспитување и образование. Но дали таков е случајот со македонците што живеат надвор од границите на својата земја? Какво е воспитувањето и образованието на македонците во соседните земји? Токму на оваа тема ја посветуваме оваа емисија. На почетокот ќе споменеме само дека во досегашната историја на школување на македонците во соседните земји, настава на мајчин јазик се одвивала во Бугарија, Грција и Албанија, и тоа во периодот до информбирото во 1948 година. И тоа траело само неколку години. Како и во Србија, и тоа во периодот на СФРЈ. Денес образование за македонците нема во Бугарија и Србија. Да се обидеме нешто повеќе да дознаеме дали македонското малцинство се школува на својот мајчин македонски јазик во Албанија и Грција. Есенва во Република Албанија, во населените места каде што живее македонско население, престојуваа на научна екскурзија студенти и професори од Филолошкиот факултет Блаже Коневски од Скопје. Тие се упатија во овие краишта со цел да видат како учат нивните врсници и сограѓани, во кои места престојуваа студентите и професорите и до кои импресии и заклучоци тие дојдоа. 1996 година за прв пат отидовме во областа Голобрдо со цел да ја согледаме состојбата во однос на развојот на македонскиот јазик и да видиме до каде и како се употребува, преку какви форми се користи македонскиот јазик. Истата година отидовме истата група, малку проширена со други уште колеги од Институтот за македонски јазик. Отидовме во областа Долна Преспа, значи во Пустец и Корча. И тоа беа нашите тогаш први видувања на состојбата во Албанија. И бргу по тоа, нели, произлезе од тој престој едно видување на таа состојба преку наше представување на македонскиот јазик во рамките на еден меѓународен проект што се викаше Промени во словенските јазици од 45 до 95 година. Во рамките на тој проект со седиште во Ополе, Полска, во рамките на тој проект македонската страна, значи македонската научна јавност и македонските лингвисти се вклучија во тој проект со подпроект, така беше концепцијата на тој проект, секоја држава, секоја земја, секој јазик да се представи со видување на промените во својот јазик во истиот период, 45-95. Раководител на нашиот проект беше професорката Лилјана Минова Ѓуркова и тој материјал, значи мораше да ја опфати, да ги опфати промените во современиот македонски јазик во Македонија и во диаспората, како и промените во македонскиот јазик во соседните држави. Така некако и во таа рамка ние отидовме прв пат во Албанија, ја согледавме состојбата и со реферати настапивме на меѓународниот семинар за македонски јазик во Охрид, каде што јас ја представив преку мојот реферат состојбата на македонските дијалекти, современата состојба на македонските дијалекти во Албанија, значи разгледувајќи ги дијалектите во Долна Преспа, во Голобрдо и во Гора. Кои се вашите главни констатации, резултати? Сега, констатациите се мои и на колегите, нели, кои почнавме да го истражуваме овој проблем, се дека во Република Албанија
имаме најкомпактни 3 области во кои живеат македонци, значи изборуваат македонски, се разбира, веќе младите генерации изборуваат и стандардно, литературно. Тоа се тие 3 области Долна Преспа, значи Голобрдо и Гора. Со тоа што би се дополнила ова наша представа за состојбата на македонскиот јазик во Република Албанија, зашто можеме да кажеме дека таму и само таму, за жал, се уште има настава на македонски јазик, се разбира, само во една од тие 3 области што ги споменав, значи само во Долна Преспа. Таму е таа област некако покажувањето, нели, по наше согледување, македонско малцинство кое е разместено во 13 села, 3 така веќе испустени, со многу малку жители, и тој дел е најкомпактен и само таму се изведува настава или се изучува македонскиот јазик организирано во училиште преку образовниот систем на Република Албанија. Значи таму се учи од македонскиот јазик, се учи од прво оделение, од предучилишна, исто така група забавишна, па основно образование, значи основното училиште, се до средното училиште. Значи морам да споменам дека таму состојбата е така добра, може би некој ќе каже незадоволувачка, јас би рекла дека е добро, дека е веќе се забележува напредок, дека македонскиот јазик како предмет се изучува и во гимназиското образование, тоест во гимназијата во село Пустец. За време на нашето одење прво 96-та македонскиот јазик се изучуваше во гимназијата само во прва година. Се правеа усилби да се продолжи тоа изучување на македонскиот и понатаму во втора, во трета година, и ова сегашно мое одење заедно со студентите, видување ме пријатно не изненади мене, но и моите колеги што бевме со нас и студентите, дека веќе македонскиот јазик како предмет се изучува веќе во трета година на гимназиските паралелки. Нашата цел беше да видиме како се изведува наставата на македонски јазик во немакедонска средина, а воедно и да ги воочиме дијалектните карактеристики на преспанските говори во областа Мала Преспа. Исто така можеме да кажеме за посетата таму дека сме многу задоволни од тоа како не примија македонците во областа Мала Преспа, дека се многу гостопримливи, многу ја сакаат Македонија, многу го сакаат македонскиот јазик и дека се стремат да говорат на исклучиво литературен македонски јазик. И интересно беше што самите деца на одморите меѓу часовите се коригираат помеѓу себе ако кажат нешто на дијалект. Имавме исклучителна прилика да посетиме настава во тамошните училишта кои што се изведуваат на литературен македонски јазик. Имавме прилика исто така да видиме како се однесуваат учениците во училниците каде што се изведуваше настава со мешани паралелки. Ги посетивме селата Долна и Горна Горица, селото Туминец, исто така бевме во Леска и Пустец каде што ја посетивме гимназијата каде што има учење на македонски јазик во средното образование. Можеме да кажеме дека децата од таму учат на литературен јазик, иако наставата се одвива во малку отежнати услови, каде што паралелките се одвиваат, се мешани паралелки, односно прво и трето оделение идат, а второ и четврто заедно. Имаат редакција на македонски јазик при Радио Корча. Таа емисија трае 15 минути. Се планира ова програма на македонски јазик да се зголеми на 2 часа, нели? Меѓутоа недостасува стручен кадар, им недостасуваат луѓе, се разбира, им недостасуваат материјали, зашто пак јавно вака пред нашата јавност, културна и образовна и како сакате речете, треба да се излезе пресред на тие луѓе кои изразија желба да се прават размени, нели, на стручни кадри таму и тука, за да може да се остручат, да се најдат стручни луѓе
кои ќе ја вода таа, нели, ќе ја пополна таа редакција и ќе ја вода таа емисија во подолг временски интервал. Состојбата кај нашиот јужен сосед, Република Грција, е сосема поинаква, и тоа во негативна смисла. Причината е очигледна и едноставна. Тука е замешана политиката. Сепак, историјата вели дека и во таа земја се обидувало да се воведе настава на мајчин јазик кај македонците. Прв таков напор бил објавувањето на абецедарот во далечната 1925 година. Всушност, тој бил буквар во кој се внесени најосновните четива за да се изучува македонскиот јазик. Оваа книга брзо е тргната и воопшто не стасала до корисниците. Денес, еден, два или неколку примероци се чуваат по архивите како сведоштво на тоа време. Некаде по Втората светска војна и се до граѓанската војна во 1948-49 година, во егејскиот дел на Македонија, грчката власт под притисок на меѓународната јавност дозволува настава на македонски јазик и отворање на македонски училишта. Меѓутоа, и тогаш имало многу проблеми. Вера Фотева, 80-годишна активистка во борбите што требало да значат и конечно ослободување од фашистите и поробувачите, а особено да се воведе по ослободувањето настава на својот мајчин македонски јазик, денес се уште не може да ги заборави времињата тешки, болни, времиња никогаш да не се повторат. Еве дел од низините впечатоци за наставата, но и за забраната од изучувањето на својот мајчин јазик. Јас сум родена во Егејска Македонија, поправо во Грција, во македонското село, Костурското село Дамбени, чисто македонско село, кој денеска не постои. За време на антифашистката војна се боревме против тројниот окупатор – Италија, Бугарија, Германија. Немаше услови за школување на децата, бидејќи 3 месеци италијанските карабинери го имае обиколено нашето село, така што се што беше напредно мажко беше апсено и затворено по затворите во Грција и натаму. Добре, после младите ние во партизани, јас се организирав во СНОФ, Славомакедонски народно-ослободителен фронт од 43-та, и тогаш имаше исто така предлог да се отварат училишта на македонски јазик. Имаше случај и тогаш во 44-та година во градот Рупишта што имаше еден курс на учител на македонски јазик по предлог на СНОФ. Тогаш председател на СНОФ беше Паскал Митрески, но ние како македонци не само од фашистите, туку да не речиме и од нашите браќа по војна, по борба што се вика, и од нив имавме, многу страдавме. Јас од мала во нашето село сум од македонски родители, чисто македонци. Во школото ни беше забрането да го учиме македонскиот јазик. Ние учевме на грчки јазик за време на Метаксасовата диктатура. Фашистска Грција имаше тогаш и ден денеска мене ме чуди дека во Грција постои еден народ, една држава, еден јазик, што не е вистина. Полицијата доваѓаше ноќа во нашите куќи и слушаше што ќе збориме. И ако младите ние испеавме некоја песна, веднаш на суд за 500 драхми да платиме. Ја продолжи школувањето во Костур, но за жал во војната не можев да продолжам. На моите клупи во селото тогаш беа многу ригорозни мерките. Кај што седев ја во основното училиште, седеше мајка ми и баба ми присилно да го учат грчкиот јазик, што за жал и никогаш не го научија тој јазик. Тоа беше еден многу тежок период за македонскиот народ. Затоа повеќе македонци после окупацијата се ставија со оружје против тројниот окупатор. Секогаш народната власт се залагаше
за младата генерација да се отворат училишта, школи за да го учат јазикот. 47 година главниот штаб на ДАК на 10 август 47 донесе указ, ако сакате да осторите, дека во став 5 дека кај кај сите национални малцинства во Грција да се отворат училишта и тие да можат да учат на свој македонски јазик. Така што ние главниот одбор на НОВ пристапивме прво да ги обновиме разрушените школи што беа од војната со народот, да ги обновиме, да можеме децата наши да учат. Главниот одбор на НОВ веднаш се залагаше и отвори курсеви по македонски јазик во Желево прво, а потоа во селото Герман со учители од Агитпроп, Павле Раковски, кој беше член на секретаријатот на главниот одбор на НОВ, Паскал Митрески, секретар на главниот одбор, јас по АФЖ и ние со жените сите одевме да можеме тие школи да ги обноваме и да можеме да пронајдеме деца македонски што имат некој клас повеќе образование, да можат во тие школи да се школуват на македонски јазик. Така што извадија многу учители. Предавачи беа од учители кои беа за време на грчката влада, што има завршени учители, а не беа запослувани. Павле Раковски, учител, Ристо Андоновски, Паскал Паскалевски, Лазо Ангеловски, сите тие во школите во Желево и во Герман предаваја на македонски јазик. Го има македонскиот буквар и така ние издадоја многу учители македонци. И од групите кои беа на НОВ, земавме од таму кадар и така што почнеа, значи школите, 92 училишта, да не претерам, беа отворени во слободната територија. И тие го учеа македонскиот јазик. Но за жал, тоа не траеше многу. Помина 5-6 децении од годините кога за последен пат се изучуваше македонскиот јазик во егејскиот дел на Македонија, што денесе во рамките на Република Грција. До ден денес, во оваа демократска земја, членка на Европската Унија, македонците не можат да се образуваат на својот мајчин јазик. Туку оваа соседна земја негира дека на незина територија не живее македонско население. Каква е состојбата во последно време, особено по активностите на политичкото движење на етничките македонци Виножито, што дејствува во Грција, како и по преобјавувањето на абецедарот во текот на оваа 2006 година? Со преобјавувањето на абецедарот, кој прв пат излезе во 1925 година, а вие сте еден од авторите на оваа книга, дали дуваат нови ветришта за македонците од егејскиот дел на Македонија во однос на изучување на својот мајчин јазик? Да, одговорот е малку така, мора да биде сложен, али ете со помалку така зборови. Ветришта би рекол општо дека дуват некои нови ветришта, иако многу бавни се за во грчките прилики. Би кажал дека општо треба да видиме тие ветришта дали ги има за целото грчко општество, зашто ние сме дел од општество и зависиме од тоа општество. Ние сме малцинство, зависиме од мнозинството, нели? Навистина, последното време има знаци дека веќе некои топли ветришта дуват кон нас. И тоа сакам да кажем дека веќе се развива во Грција после години. 2 децении скоро ние се бориме, сме присутни во Грција. На почетокот непознати, непризнаени, изолирани апсолутно. Изолацијата уште се труда да ја држат околу нас, али веќе се крши. Стаклото се крши. Веќе се јавува од грчкото општество, така да и од македонското, и од македонците во Грција, луѓе кои
доаѓаат во допир со новината наша што ја носиме ние тамо. Не сме нови тамо, сме стари седелци, нели, али носиме нешто ново. Ја носиме демократијата, европската идеја за отворени граници, отворени мозоци. Тоа веќе почна да стига до така повеќе луѓе во Грција. Многу важно е што во интелигенцијата на Грција почна да допира тој нашиот збор. Веќе се гледа дека многу се интересираат и доаѓаат со нас. Пример, промоцијата на абецедарот во Атина, каде што видовме луѓе кои никогаш не би очекувале да видат во една така манифестација со нас, до нас и така да се изложат пред медиумите грчки, пред грчкото општество, без да се плашат. Тоа се повторува, нели, некни се повтори и во Солун. Уште подинамично во Солун, каде што Солун, знаете, Солун е срцето на национализмот на Грција. И таму не би очекувале речи си ништо. Али гледате, во Солун се собравме не ние македонците. Ние ги повикавме, ги викнавме луѓето кои имат отворен мозок. Луѓето кои мислат демократски, кои мислат модерно, европски. Дојдоа. Халата, амфитеатарот во работничкиот центар таму се наполни. Дојде да разговараме за таа проблематика. Многу убава, топла атмосфера. Надворот амфитеатарот, тоа беше нормално и природно да имаме новофашисти собрани да сакат да не нападнат. И тие дојдоа, али не дојдоа толку колку они би се надевале да дојдат, пошто они денови однапред вика по разните медиуми што ги имат, по разните канали што ги имат, по разните така луѓе што познават, вика народ да се собери против тоа издајништво. На крај они беа не повеќе од 30-тина. Тие најфанатиците со некои тамо стапови знамиња. Од другата страна, полицијата, јака, голема сила полициска не бранише, ни го бранише демократското право ние тамо да се представиме и да ја представиме нашата идеја. Уште подобро, без тоа да го знаеме, без тоа да го очекуваме, 100 студенти, млади луѓе, дојдоа пред зградата да го бранат нашето право на израз. Од разни студентски организации, антифашистички, антирасистички и така натака. Дојдоа таму и застана пред зградата и кажа: не се вие занимавате со тоа, не се секирате, ако тие стигнат до тука, ние ќе се тепаме со нив. Размислите каква атмосфера се направи таму. Дали при промоцијата се донесоа некои нови предлози за натамошното изучување на македонскиот јазик при промоцијата на книгата? Видите, не при промоцијата. Тие се наши планови, наши барања. Ние настојуваме да бараме од грчките власти, од грчката држава, пошто ние сме граѓани на грчката држава и тоа многу лојални граѓани. Ние плаќаме порези, работиме таму, живееме таму. Порезени сме како сите грци. Така. И ние бараме од грчката држава нашиот јазик да го внесе во образовниот систем на нашиот на државата, на грчкиот образовен систем, внатре, во училиштето. Ке треба детето да учи не знам дали тоа би можело денес да се имплементира, али во напредните држави во светот, во Европа, детето првите години во училиште кога оди учи на мајчиниот јазик, па после на официјалниот јазик на држава. Зашто, ете, Грција, како Грција да ја земеме така, со таа погрешна политика, од нас, македонците, не само од нас, и од власите, и од арванитите, може би има изгубено 2 до 3 или 4 генерации негде, луѓе кои остана неписмени, ради тоа што не почна да учат, не почна да се образуват на мајчиниот јазик. Ден денес со нас може би не е така, пошто ние секако така или онако успеавме веќе да се образуваме директно со грчкиот јазик. Денес во Грција, да речеме, ромите, никако грчката држава да не свати
дека ромите треба да учат прво на својот мајчин јазик, да си го подигнат образованието, па после да знаат што значи образование. Така се случи со генерации на нашиот народ. И уште така е. И уште така е. Сега да проговориме нешто за самиот абецедар. Ние малку знаеме за содржината на оваа книга. Дали може да ни кажете накратко? Содржината на книгата. На почетокот има уводни текстови за да се објасни историјата на абецедарот кој и каква е накратко историјата на нашиот јазик. Зашто во разлика од тука во Република Македонија каде што сите знаат, си го знаат јазикот, тој им е природно, си ја знаат историјата, се учат сегде во училиштето од основното до факултет. Значи спротивно кај нас после децении процес на асимилација, првото што се потрудија сите властите во Грција беше да се прекини контактот со историјата. Да се прекини контактот со јазикот. Да се изгуби нашето детство. Татковина ти е детството. Ние тоа го изгубивме. Ни го одзема. Го немаме. Таа книга доаѓа сега, постоje 80 и толку години, доаѓа да им спомни на нашите луѓе дека тука 25-та година таа држава како што постои сега постоише и тогаш. И тогаш имаше една влада, демократска влада за тие прилики. Таа влада беше принудена да ги следи директивите од светот, од светската организација тогаш на народите, нели? Мораше да ги следи, зашто таква беше состојбата тука. Веќе после Илинденското востание до 24-та година во Грција се случува страшни работи. Војни, балкански, светска, откорнување на народот од Македонија пратен кон Грција, кон Турција, Мала Азија и Бугарија, од таму открнат народ дојде тука. Целото тоа го следише светската јавност, која веќе имаше формирано, веќе имаше дооформено мислење за што значи слобода, човечки дигнитет и почитување на правата на малцинствата, зашто имаше поминато војни веќе. И Европа сакаше да застане со тоа. И така, тие европски народи побарају од Грција да ги имплементира тие работи, таа филозофија за да се тргне на напред. Грција за жал го издаде тој абецедар, на крај не стигна до училиштата на децата, на македоничињата, само стигна до Европа, на седиштето на тогашните Обединените нации, да каже дека да, ние тоа го имплементиравме и сме готови, завршиме таа работа. Тоа не беше така. Така да сакаме ние нашиот народ, и не само нашиот народ, и грците. И тоа е многу важно. Грците, како и нашите, доаѓаат пред едно големо изненадување. Никогаш нема помислено за такво нешто. Никогаш нема видено такво нешто, дека грчката влада имаше издадено веќе еден абецедар. Дека имаше признаено дека тука постои таков народ. Зашто толку години, децении се кажува на секаде, со целата сила, дека ништо такво не постои, бре луѓе. Тоа е пропаганда од Скопје, од Бугарија, од сионисти, од CIA, од американци, од руси, од не знам што. А сега доаѓа тоа и не може никој да го демантира. Бараме ние да го демантира грчката влада, грчките институти, што знам, академците да го демантира дека тоа не постои, дека и тоа е едно створење на некои пропаганди, на некој центар на пропаганда. Никој не може да го демантира. Видите, абецедарот веќе има стигнато на многу домови на луѓе и ќе продолжи. Сега веќе планираме второто издание. И веројатно ќе биде и уште подобро нешто направено. Стига по куќите на македонците. Така. Интересот од луѓето е доста голем, така. Почнуваат полека да се интересираат, така убаво им доаѓа дека го гледат јазикот писен таму, пишуван, и почнат некако да учат. Сами по дома, по куќите. Не може сега за сега инако. Ние настојуваме да бараме и ќе бараме. И ќе успееме на крај.
јазикот да биде признат од Грција, од грчките власти и да биде воведен во образовниот систем. Малце или повеќе мора да се почне тоа нешто. Мора да се почитува тоа базно човечко право. Ќе биде. Планираме понатака да издадиме, сме на пат сега, да издадиме една читанка, веќе инако направена, да биде навистина едно орудие во рацете на децата и на поголемите да го учат јазикот со помош на грчкиот јазик. Така. Го планираме тоа и веќе сме на пат да го стигнеме и тоа да го спремаме. Исто така и еден речник, добар речник, македонско-грчки, грчки-македонски, да може да се користи од нашите таму и да може да навлезат повеќе на јазикот и на литературниот јазик. Завршувајќи го овој преглед за состојбата со образованието на македонците во соседните земји, само би додали. Ние македонците ќе бидеме среќни ако нашите сограѓани што живеат како национално малцинство во соседните земји, барем еден мал дел ги уживаат или поточно ги имаат условите за образование и воспитување на мајчиниот јазик, како што тоа го имаат етничките заедници што живеат во Република Македонија. Зашто добро е познато, видливо и потврдено, дека сите етнички заедници, па и тие што одвај бројат 1 или 2000, имаат најдобри услови за образование, не само во овие наши балкански простори, туку и широм светот. Од тука и заложбата на нашава земја преку соработката со соседните земји, а особено преку меѓународниот фактор, на македонците во овие земји да им се овозможи да се образуваат на својот мајчин јазик. А тој јазик, како што пишува Неаса Ничинајде, председателка на Европското биро за помалку употребувани јазици, ЕБЛУЛ, македонскиот јазик е историски и тој треба во годините што доаѓаат да зајакнува и да се развива. Ете, таков е незиниот поздрав. Поздрав од Европа во предговорот на преиздадениот и историски абецедар. Сакаме овој поздрав да биде добре дојден до сите македонци во соседните земји, но и до челниците во земјите во кои што тие живеат.